Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Јаде Борек, Сител 3 телевизија. Овој пат, иако најавено нели за гостин, Цветин Чилиманов, добро вечер, добре дојде, но седам наспротивната од мојата вообичаена страна, обратно седам, од многу практична причина, затоа што се надеваме дека можеби ќе се охрабри во текот на емисијата некои од прозваните вечерва кои ќе бидат спомнати во емисијата да се вклучат преку Skype, па камерата која е Skype камерата е директно свртена кон Цветин Чилиманов, па ако евентуално имаме вклучување и преку Skype за некакви реплики, да може да се комуницира. Затоа ја ќе бидам тука близко до компјутерот да можеме да го хендламе тоа. Цветин Чилиманов, дописникот на МИА, екс-дописникот на МИА од Вашингтон, повторок како гостин, а повод е последните избори за Конгресот и Сенатот во Соединетите држави. Боцевски беше овдека пред, ти си пост. Знам, штуцав цела вечер, ме горе ушите. Многу те спомнуваш. Му пратев неколку пакетчиња палома сега да си исплача човекот на дома, така да ако се вклучува програми, ако му се црвени очите, да се знае дека тоа е причината. Се надам дека не падна многу тешко изборниот резултат, ќе има шанса. Во стар добар твој обичај, камера, иди кај Цветин и фати му го беџот. Во стар твој обичај, вадиш некој сега повторно беџ, овој пат не го вадиш ненајдено туку од старт. Што е овој беџ? Ова е членска картичка всушност во Heritage фондацијата. Не сум член, вистински член, почас член библиотеке, Радован Тречи. Така, најниското ниво на членови, но тоа е најголемата конзервативна фондација во САД, во која што претпоставам дека денеска века трае 50-тиот непрекинат саат на баханали, оргијање, славење, пиење, пијанчење, конфети, голи трчаат по аудиториумите. Таму е журката денеска. Добро. Пошто вака се поставени работите, а јас сум вака прилично со сите бои обоем, да биде колоритот твој уште по онака, се снабдив и со... Го штабна дуи сме. Со сите знамиња? Не, штабна дуи нема вакво. Ке стаат, ако да е. Што викаш? Нека пуштат плинот и такво ке стаат. Шика црвите пара врти де Бургија вече. Они до вчера беа најголеми марксисти. Маркс го срамеа. Стварно, ако се сеќаваш, нели, марксисти и ленинисти на Косова беа они главните човече. Еве ти вака. Повели, ти давам слобода да го ставиш каде сакаш вака да декорира. Ја ќе си го задржам македонското знаме, еве да не бидам онака како Фишер Паски ќе бидеме сега. Шаковска фигура и не ми треба онака брзо потезно. Не е бавно потезно. Имам шах инсталирано на мојот гејпад, така да можеме да... А имаш и гејпад? Дефинитивно. Конечно си го заслужи името гејпадот. Да. Бидејќи еден од нивните CEO конечно призна дека бил геј. Дефинитивно. Добро. Ке ти дозволи ли Миленко да го користиш во неговата емисија? Искористено е. Веќе не ми го скрши, така да... Видиш, значи, се покажа Миленко како голем демократ. Полека се влегува од 21. век. Беџот кој вака малце го... Ви ги хармонизираш односите во емисијата? Ево, имам и тоа тука. И тоа не знам дали ќе биде тема на разговора. Не ми иде сега заедно. Не иде, али би можело вака, тука вака да ти... Слушај, како што тргнал уште 2 години Обама, можат да го стават и на знамето. Овие да бидат рейнбоу да ги направат. Да не те чуди дека Обама би го направил тоа. Па би го направил. Ајде, го фати ова? Го снимивме ова у кадар? Рака без дова. Не, еве ти. Што значи ова? Ова значи Pink Panther покрај виножитото. Тоа било пирамидата, мислам дека
повеќе за женските хомосексуалци. Тогаш вака би требало да биде. Pussy lovers. Не би знал. Добро. Масониријата ја покривме, да. Ја покривме? Па, символите. Тоа, да извадиме се една банкнота од долар да почнеме да... Зошто се 13 стрели, какви финти, нели? Па да ја преклопуваме да се појават кулите близначки како горат и така. Тоа имаше? Да, кога ќе здиплиш... Да, две кули близначки како горат. Да, имаше и тоа. Знаеш како, кој го имаше кажано, вика, кажи ми една реченица било кој што кажал и за него ќе направам да биде обесен. Берија ли го имаше кажано? Па некој од русите ќе да беше. Тие Берија најверојатно го има кажано. Да. Тој или го е Полјаков. Дека за една реченица може било што човек да каже, може да биде екзекутиран. Да, било што. Ке да е некој од НКВД. Да, тие. Анализа на поразот. Почни од каде сакаш. Сигурно овдека има и некоја предисторија, но еве од најновото. Последните избори, резултатите ги знаеме, го изгубија Долниот дом, го изгубија сега и Сенатот. Републиканците де факто владеат со законодавните домови, иако председателскиот систем му дава големи права и на председателот. Што ова значи малце пошироко едно објаснување? Ќе видиме како ќе се постаат едните кон другите и како ќе играат. Во овој момент, значи, укопани се во своите ровови, не се гледа многу простор за приближување. Од една страна, факта дека председателот Обама издиша. Значи, едно толкување кое што мене, да речем, од сите овие изминативе 20 часа проструја е дека тоа што се случува 2008 година беше култна личност, што во сад се случува ретко. Значи, до толку надеж да се вложи во една трансформативна личност, што викаше дека ќе ги спушти океаните, дека ќе престане земјата да се затоплува благодарение на него, дека ќе ги нахрани гладните, ќе подаде таа реченица, ќе отстиснеме тупаницата и ќе добиеме испружена рака од другата страна кон арапскиот свет, кон Русија и дека ние нели ќе се држиме за рака и ќе пееме кумбаја и така натаму. Тој момент кој што очигледно успеа да издржи 2 мандати, значи 2008 држаше до 2012 година, сега веќе ја изгуби својата тежина. Американците гласаат пред се за тоа како се движи економијата. Економијата е заглибена, не како во Европа. Значи, Европа е уникатен случај на безнадежност и тоа ќе трае уште навистина долго време. Навистина? Така анализираш? Па нема, ќе барам твое објаснување на гледање на работите. Добро? Во сад економијата расте, но после логично за сад, после секој пада економијата да расте остро нагоре. Во случајов расте постепено нагоре. Значи, расте по 2% полека. Би требало да расте по 4%, например. Добро, и ќе анализираш што тоа значи? Граѓаните тоа го чувствуваат, дека економијата не оди како што треба. Чувствуваат дека се понижени на надворешно политички план, им палат амбасади, гинеа луѓе за градови како Фалуџа и Рамади во Ирак. Председателот Обама рече ќе се повлечеме таму. Крис Хил, нашиот амбасадор, беше амбасадор во Ирак кој што раководеше со тоа повлекување. Председателот Обама инсистираше дека американската војска е проблем, тоа што е во Ирак. Еве се повлекува, се покажа дека бројот на зверства и бројот на убиени се мултиплицира со дестабилизирање на регионот до невидени размери. Дека не бил проблем американската војска што беше таму, туку дека отсуството на контрола, отсуството на сила во тој регион ги поттикна Русија, ги поттикна Иран да влезат во регионот. Да, ама Цветин, они го елиминира Садам Хусейн, кој реално и не беше проблем за регионот, туку напротив се покажува сега дека Садам Хусейн, каков таков и како диктатор, он сосема солидно знаел да ги скроти и племињата, многу му било јасно што му се случува на терен и очигледно после сево ова што го гледаме дека убивањето на Садам Хусейн е чиста дестабилизација на регион? Види, дестабилизација на регионот, доколку, да речеме, еве, можеме да навлеземе во разговорите со Велиновска, кој што ти ги имаше, кога повторно штуцав и ми гореа ушите. Ако е дестабилизација, ако е стабилно, да речеме, владењето на Садам Хусейн,
тоа е само затоа што во југословенскиот печат не можело да се прочита ни збор за војната Иран-Ирак, каде што се убиени, мислам, околу 10 милиони луѓе. Каде што секојдневно со газ се убивала, се таманеле цели градови. Ако тоа е стабилност, окей. Ако е стабилност употребата на газ против курдите во Халабџа, во ред, тоа е стабилност. Ако ти не прочиташ за тоа во Политика или во Нова Македонија што ги имало тогаш, а ако читаш за зверствата на американските војници што ги вршале нели од 2003-та, во ред, американците се лошите и ирачаните се добрите. Ако ти читаш дека Сирија била стабилна, сега е дестабилизирана, а не знаеш, например, за масакрот во Хомс, каде што 20.000 сунити се убиени со гасно оружје, значи ако таков вид на стабилност ние сакаме, ако го прогласуваме тоа за стабилност, во ред, социјалистичките режими во Блискиот Исток, воспоставени од Советскиот сојуз со помош на СФРЈ, со увезување на социјалистичка идеологија, на државно владење со земјата, со нафтата, со луѓето, полициска држава како што сме имале ние, тоа е крајно нестабилна форма на владење. И тие секојдневно воделе милион мали војни и во партијата внатре, и етнички меѓу себе, се таманале на најзверски начини. Садам Хусейн имал пикано луѓе во машини за индустријски мелачи за дрво, и тоа со нозата надола, за да се мачи подолу. Се мачи повеќе. И ние имаме на розова слика дека тоа биле секуларни режими, имале права и тоа било супер, исто како што имаме една розова слика за Југославија, дека тоа било супер, иако... Значи, тие оправдуваш интервенцијата во Ирак. Значи, кога веќе решија да го прават, се разбира, немаше да го направат да не беше 11 септември, кога веќе решија да го прават, Америка има трек рекорд, што се вика, има искуство, дека може тоа да го истера до крај. Значи, може да ја победи барем половина Кореја, може да ја победи Јапонија, може да ја победи Германија и од нив да направи држави за пример. Да направи држави кои што денеска се мотори на економскиот раст. Едното стабилно парче од Европа е Западна Германија благодарение на американското влијание. Едното стабилно парче, добро, сега и други делови од Азија функционираат, но тоа што беше пивотот централниот во Азија е Јапонија во време додека социјалистите, комунистите во Камбоџа имаат убиено 2 милиони луѓе, во Виетнам логори на смрт имаат отварано, значи во Бурма имаат концентрациони логори отварано, значи Соединетите Американски држави имаат докажано дека можат да направат стабилна држава. Проблемот со Ирак е тоа што не, да речеме 2010 година кога Обама почна да се повлекува, ситуацијата беше веќе готова. Значи имаше страшна војна, немаше доволно војска испратено. Значи сега веќе зборуваме за тактика, не зборуваме за стратегија. Стратегијата беше да се направи од Ирак сунитска арапска земја за пример и шиитска, значи меѓуетничка земја за пример во која што ќе има избори, неколку кругови помина, во која што ќе се живее слободно, ќе има медиуми слободни, ќе има бизнис ќе може да се отвори, нема да се плашиш полиција дека една земја ќе иде во загуба на сопствено човечки потенцијал, материјален потенцијал за да воведе демократија. Ајде бе, Цветин, нафта е во прашање. Зошто па Либија? Либија исто беше стабилна, точно тоталитарна со сите мани. Сега е подобра земја Либија? Апсолутно нема. Во Либија никој не ја провоцираше Либија. Значи социјалистичкиот систем сам по себе е неодржлив. Он има диктатор, а Украина што беше? Во Либија почна да се распаѓа знатре, почнаа генерали да му прават восстание на главочот. Старе, веќе го чекаат да умре, не им се чека уште година-две да доумре, дигнуваат восстание. Значи, каде е тука интервенцијата од надвор, каде е тука мешањето од надвор? Чеке, па зар не ли ја бомбардира? Бомбардира откако веќе почна сериозна војна да се води, откако армијата на Либија дојде до градот што се побуни до значи нели Бенгази. Сето тоа Западот го поттикна, они ги плаќа ги ја растори Југославија во ред. Значи тезата која што Мирка се обидува да одбрани, која што не држи 2% е дека Југославија била стабилна земја, Сија ја дестабилизирала од надвор, иако Југославија принташе пари у милиарди, значи хиперинфлација ја уништи средната класа, вештачки направени, онака не дозволуваше приватна собственост на станови, на куќи, на ниви, можеше утре да ти дојде тајна полицијата собере.
затоа што си кажал нешто што било погрешно сватено, че тоа е сериозно, длабоко нестабилен вид на држава, кој што не е незината економија не е конкурентна за надвор. Че сум ги читал извештаите од 70-тите, од 80-тите години во кои што јасно пишува од САД, значи јавно се достапни во кои што велат нивната економија не може да се надпреварува со Европа. Автомобили се обидуваат да прават, ти си го кажал тоа 100 пати, не успеа да направат автомобил што ќе биде аеродинамичен, што некој ќе го купи надвор. Коцка правеа од автомобил, па со тоа се возавме. Значи, имаш економија која што е нестабилна, народот сака нешто повеќе. Народот гледа што се случува надвор, сака да живее како што се живее во Италија, Австрија, после некој време и Грција, кога и грците се дигнаа глава. Тоа ти е нестабилна држава сама по себе. Не треба тебе ција да дојде да те растори. Значи, социјалистичко, комунистичко општество е конфликт, тоталитаризм, кој што само од себе гниев, само од себе е трул. Американците некогаш, види, точно, има секакви авантуристи у Сенатот и у Конгресот. Ти дотираш сега да платиш. Јас и ти можеме да собереме доволно пари да купиме тројца конгресмени, да се подпишат. Значи, буквално $15,000 е тарифа за писмо. Значи, сега да му дараш на конгресмен. Ако може, евентуално да пуштам еден момент од 2 минути, да видиме. По кој повод сакаш да пуштиш? Каде... Сквил или? Не, Сквил, тоа, да. Пушти го. 2 минути. Зошто? Од почеток. Ова е моментално републикански конгресмен кој што е шеф на Комисијата за надворешни работи. Значи, исклучително висока фигура во американскиот конгрес, во представничкиот дом. Збори на англиски? Збори на англиски. Ќе се потрудиш симултано да го разберат, ќе разберат. Еве скокни на 2 минути ќе разберат луѓето. Нема да има потреба ништо да им се објасни. Пушти го погласно. Моментот кога се врти кога супругата ја прашува нешто. Base a system on reason and logic, the autonomy of the individual, the rights of the individual, all that is Hellenic civilization, all that gave us the original foundation for Western civilization. That is Greece. It's something of our concern when we see in Cyprus what has happened with the occupation, the invasion of northern Cyprus, what has happened to the culture. Our desire to speak out more forcefully да видите до кој ниво човекот е купен од грчкото лоби. Грчкото право на Кипар. Нафтата што во Кипар има, грците дека треба да ја добијат. Going to be a Turkish lake, Turkish territory? No, it's not. There are international rights here. And so the United States feels compelled to stand beside Cyprus and beside Greece on these issues in order to ensure the stability, the rule of law, and that rights are not violated any more than they've already been. Business-wise, where could we work together? Well, I think on trade and investment issues, it's very important. We see Greek entrepreneurs all around us here, including, this home is owned by a Greek. So I think we should have more cooperation and investment in Greece to develop Greece. I think more Americans should have Greece on the map. I don't know, honey, did you enjoy our trip to Greece? Yes. Let's go a little bit to Syria. Would you like to talk about your position there? I am very, very... Треба да објаснувам. Треба. Душичка, како се поминавме на одморот во Грција? Значи, кој е овој? Ова е шеф на Комисијата за надворешни работи во Представничкиот дом, не во Сенатот, во Представничкиот дом. Исклучително висока фигура, конгресмен од Калифорнија. Во моментов дава изјава за грчки новинар и ова што го кажа, што кажа? Душичке, дали убаво си поминавме во Грција? Дали многу убаво си поминавме, да. Чи со еден одмор во Грција ти ќе си го купиш човекот. А што застапуваше он? Значи, во моментов тој човек може да движи... Зашто конкретно говореше он тука за Кипар? Правата на грците да владеат со источното Средоземно море, дека САД треба да потиснат Турција, дека треба Кипар да се обедини и да биде грчки, дека треба нафтата што е Кипар да биде грчка. Чи ќе го пратиш човекот на 2 недели во Грција, Гага, он ќе ти каже што сакаш. Јанко, така да јас... А камо, тоа американец, а камо ли за нашиве?
Да. Значи, колку лесно. Во кој контекст ова сакаш да го објасниш? Ова сакам да кажам во контекст кога велиш дека Америка дестабилизирала Либија, Америка... Значи, ти ќе најдеш вакви типови колку сакаш во Конгресот на САД. Кој што, како што викаше Балашевиќ, купиш их за, како беше, бурек и кавурму. Ти ги купиш за 5 пари, да ти дадат да ти се потпишат на документ и ти ќе можеш мртов озбилен да отидеш да кажеш, еве имаме поддршка од сенатор, имаме поддршка од конгресмен. Америка не поддржа. Поранешниот амбасадор ваму или таму. Ти денеска да отидеш во Вашингтон, си постои во Александрија, си има лоби канцеларија во која што работи Лоренс Батлер. Јас и ти можеме да отидеме денеска и да си го ангажираме Лоренс Батлер да работи, да му дадеме пари и да му кажеме дали би бил така љубезен да дадеш едно телевизиско интервју во кое што ќе кажеш, еве тука ти пише што ќе кажеш. Доколку се договориме за цената, он тоа ќе го направи. И ти ќе си имаш црно на бело дека поранешен амбасадор во времето на 2002 кризни години кажува тоа и тоа. И не може ли, и тоа не значи ли дека такви луѓе можат да предизвикаат дестабилизација? Можат. Тоа се, значи, ја не можам сега за секоја дестабилизација за Русија. Сега Кери ми е виновен, за ова ми е Хилари виновна за Либија. Америка е тоа. Америка ги сепак е полугата. Некоја на овакво не се брани. Делото конечно го говориме. Делото конечно е дека сите држави што функционираат денеска во светот, функционираат благодарение на британскиот или американскиот модел. Затоа што се изградени на правата на индивидуалните, значи личните човекови права и слободи, покренати од Британија од Магна Карта и Хабеас Корпус, актот, инспирирани од американските Bill of Rights, амандманите на Уставот, базирани врз правото на приватна собственост и на слободниот пазар. Цветин, една година во Вашингтон и види како те купие. Не, се првата. За 2 години одмор во Вашингтон. За 2 години одмор во Вашингтон, гледај како те купие. Исто ова го зборев ја и пред да отидам тамо. Додуше, Вашингтон во моментов е далеку по-црвен од колку што е Скопје црвено, искрено, политички гледано. Што се случува? Зошто? Зошто тој пробив на социјализам? Значи, види, едно е моментот кога тркалото се врти, 2 години, 2 мандати сме ние, 2 мандати сте вие. Една од причините е тоа што расте бројот на малцинства, расте бројот на сингл луѓе, кои што по статистички земено гласаат за демократите, расте бројот на администрација, расте бројот на пензионери, кои што повторно статистички гледано гласаат за левицата, која што им ветува дека ќе ги згрижи, дека ќе им помогне. И земјата која се базираше на слободи, на личен успех, на American Dream, на свој труд, на можности, на Land of Opportunity, одеднаш се станува Југославија. Има една теорија која што ја бранат, да речеме, луѓето што се обидуваат да го одбранат оваа трансформација на Америка. Обама има кажано дека он сака да спроведе трансформација на Америка по урнакот на Европа. Дека Америка може да биде Шведска. Еве сме заслужиле одмор, сме заслужиле да се опуштиме малце, да идеме наместо 2 недели. Не 2 недели, унират на одмор 5 дена, 3 дена. Да, ако воопшто 3 дена со летање, 5 дена. Американци туристи ретко се сретнуваат. 5 дена со летање, до таму и назад. Сме заслужиле ко французите малце да се солабаеме, малце да се искулираме. Ако сакаш да го пуштиш другото видео што го спремив тука, кое што предизвика страшно многу реакции, мислам дека е првото. Не сквил, да. Пушти го. Молам, ова е спот за Кадилак, реклама за Кадилак. Страшно жестоко беше критикуван од левичарите затоа што промовира капиталистички вредности. Зошто да работиме? Other countries, they work, they stroll home, they stop by the cafe, they take August off. Why aren't you like that? Why aren't we like that? Because we're crazy, driven, hard-working believers, that's why. Those other countries think we're nuts. Whatever. Were the Wright brothers insane? Bill Gates, Les Paul, Ali. Were we nuts when we pointed to the moon? That's right. We went up there, you know what we got? Bored. So we left. Got a car up there, left the keys in it. Do you know why? Because we're the only ones going back up there, that's why.
But I digress. It's pretty simple. You work hard, you create your own luck, and you gotta believe anything is possible. As for all the stuff, that's the upside of only taking 2 weeks off in August. N'est-ce pas? Либертаријанскиот пристап, дека човек треба да се значи реклама во која говори што не сме слетале на месечината, досадни сте више со таа. Не, сака да каже најголем ние. Како? Сака да каже најголем ние. Аха, најјаки сме. Да. Сака да каже французите не идат на одмор по месец дена. Ние идеме 2 недели само. Затоа, за сметка за тоа, ние сме тие што се качавме на месечината. Ни стана досадно таму. Ако треба некој пак да се качи, пак ние ќе се качиме, нема кој друг да се качи. Базен, куќа, работиш као човек, се исполнуваш, го остваруваш својот сон, значи куќа, семејство, пушка, кола, куча, двор, тоа е американскиот сон. Твоја фирма, твој бизнис, ако не е твоја фирмата, значи знаеш да си работел од 16 години, си стекнал знаење. Ако не е твоја фирма, утре може да отидеш у друга фирма да се работиш, ти си сам свој човек и независен човек. Додека Европа вика, што е тоа? Тоа е разликата меѓу концептот на Америка, кој што победи на изборите во вторникот, дали ќе победи повторно. Не знам колку долго ќе трае, ќе видиме, и концептот кој што ни го продаваше тука Буцевски пред некој ден, кој што каде што е пробан во било која раса, религија, географска широчина и должина, значи пробан е во земји од не знам, од мочуришта како Камбоджа, од џунгли како Виетнам, од Руси, ладни, студени со бел православен народ, пробан е во Јужна Америка, каде што не знаеш више што раси се измешани, во какви све клими, поднебје и какви религии живеат, каде е пробан довел до катастрофа. Од друга страна, пазарниот, слободниот пазар, индивидуалната одговорност, индивидуалниот успех, каде што е пробан? Од пред се во англиското говорно подречје, значи пред се во Америка, Канада, Австралија, со сила на приликите во Јапонија, малите точки низ светот, како што се Хонг Конг, кој што денеска се заканува, Хонг Конг се заканува да ја трансформира Кина, а не Кина да го сгази Хонг Конг. Хонг Конг им кажува, ние ќе ви кажеме што ќе правите утре. Бидејќи ние сме управа, вие не сте управа. Ние сме еднината, вие сте минатото. Да, ама, знаеш, места како Хонг Конг, кои, нели, се како големи демократи, места каде што, нели, се остава пазарот, значи не се регулира одозгора, туку се регулира одоздола. Тоа е она приказната за златното време на Америка и воопшто на капитализмот, тоа е после граѓанската војна кога доживува процут економијата. Но The Gilded Age. Но според Боцевски вели она што Америка ја направи, Америка е big deal-от, кога државата сериозно ги зема работите во свој раце. Потребата за такво нешто е енормниот раст пред се на корупцијата во општеството, кој ни пазарот, ни либертаријан, никаков либертаријански модел не можело да го регулира. Никакви права за работниците, гинење покрај машините, никакви права, никакви пензии, никакво осигурување за се што во општеството треба да се средиш. Едноставно ти зависи како Демоклов мач над глава од тоа што ќе потплатиш, кого ќе потплатиш, и дека после тоа настанува златното доба на Америка. Значи, да бидеме прво прецизни. Изразот корупција не постои во приватниот бизнес. Изразот корупција не постои во пазарот. Изразот корупција постои во однос на државата. Ти не го корумпираш бизнисменот. Ти го корумпираш политичкиот бюрократ, дали е во општината, дали е во владата, дали е во фондот за здравство, дали е во комисијата што издава решенија за кобајаги, пензии, инвалидски. Значи, корупцијата постои исклучиво таму каде што постои државата. Ако бизнисменот работи лошо, ако бизнисменот му дава дел од својот бизнес, значи
да речеме ти треба да ангажираш некого во твојот бизнис да ти сработи нешто и ако не му го дадеш на тој што има најдобра понуда, туку му го дадеш на твојот братучет, тоа не е твоја корупција. Тоа е твоја неспособност или твоја добра волја. Ако можеш да го издржиш, добро. А ако не, ќе бидеш шутнат на страна и како бизнисмен ќе пропаднеш. Така да корупција не постои во бизнисот. Корупција постои во државата. Тоа што си ме случено, значи во гинењето покрај фабриките, американски индустријалец е човекот кој што решил да им ги зголеми плат Хенри Форд без никаков закон, без никаква државна регулатива. По момент кога сватил дека неговиот бизнис е доволно профитабилен и дека ќе биде уште по-профитабилен ако ја зголеми платата на своите вработени, кој им ја покачил платата, така е настанат тој систем на средна класа, така е настанато сваќањето на средна класа во работништвото. Средна класа претходно постоела во земјоделието. Значи, кога земјоделството било главна гранка, значи, демократијата е изградена околу така наречените јеомен. Британските мали, средни земјопоседници. Луѓе кои што си имале своја парче земја, си го обработувала, кој што лордот може би имал формална власт врз него, често пати немал ни формална власт. Тоа била борбите во парламентот, кои што сами си, вратот им бил дебел зашто сами си ја бркале работата, сами си се обезбедувале својата екзистенција за своето семејство, и кои што биле своевидна средна класа. Така изградена демократијата. На самостојни луѓе кои што зависат сами од себе, кои што добрината на својата волја преку своите представници му даваат одредени средства на монархот за неколку ограничени функции. Да управува со војската, да управува со надворешната политика и повремено, доколку е потребно, некој инфраструктурен проект, како што е пат, брана, што е да е нешто што не може приватно да се финансира. Тоа е концептот врз кој што демократијата била изградена. Со подемот на индустриализацијата, кога луѓе ги напуштаат селата, одат во градовите, нивните животни стандарди на вистина биле лоши, бидејќи тие луѓе биле веќе станале од поседници на нешто. Да речеме, тоа било вториот, третиот, петиот брат кој што веќе не може земјата да ја, земјата е ограничен ресурс, се раѓаат луѓе, идат во градовите, стануваат од нешто, стануваат пролетери и тука почнуваат да се шират сите тие радикални движења како социјализмот и фашизмот, кај класата, кај пролетерската класа. Како што индустријата фаќа замав, како што успева да произведе се повеќе и повеќе работи за се помалку и помалку, за се пониска и пониска цена, ние сега гледаме дека потомците на Хенри Форд денеска не обезбедуваат со фрижидери, шпорети, клима уреди за ич пари, значи за смешни пари успеваме да живееме со животен стандард кој што порано кралеви, принцеви можеле да ги сонуваат. Со фармацевтските компании не снабдуваат со лекови за кои што, да речеме, болести од кои што децата умирале и нели биле смртна присуда на 10, на 20 години, денеска може да тераш до 60, до 70, до 80 години. И сега, се во ова, сите овие компании создадени врз тие принципи на слободен пазар се согласуваат и застануваат зад проектот, значи пола Америка застанува, па ние не збориме само мексиканци, хиспано и не знам, афроамериканци, доселеници кои застануваат за Обама, туку мултинационални компании, големиот бизнис, финансискиот сектор застанува за Обама да го спроведува токму ова што ти збориш дека ова е за нив најдобро. Ама тука корупцијата, не можам да ја разберам логика. Ама тука корупцијата. Ама како кој го корумпира за да си иде против себе? Ја треба да го платам за да он работи против моите принципи врз кои јас сум изграден. Ти сакаш да кажеш дека големата компанија по дефиниција е прослободен пазар. Тоа апсолутно не е точно. Директорот на големата компанија, ако може да го потплати премиерот, еве, пластичен пример. За да ги загуши малите фирми, да не се останат, не му одговара социјалистичкиот систем, затоа што колку банки имаше во Македонија до 90 до доаѓањето на владата на ВМРО. Имаше 3 банки. Дојде ВМРО, го отворија пазарот, сега имаш уште 5-6 банки. Големи банки, сериозни, конкурентски, кои што можат да финансираат. Ние имавме неколку олигарси кои што
на европско ниво се 5 парачки банки, мислам. Не може да влезе тука, значи, собственикот на најголемата наша банка до 2006 не би го примил уходник да им влезе во Societe Generale или во, не знам, во Goldman Sachs. Он тука е главен газд у Македонија, он ќе ти биде банка и он преку неговата партија на власт, он спречува да влезе конкуренција. Се прави обиди да влезе ING, да влезе оваа онаа банка, да се развие пазарот, да влезат свежи пари, да имаме ја и ти пари да си извадиме хипотека, да си земеме куќа, да си купиме кола, да почнеме бизнес. Не може. Имаше. Он решил дека маржата ќе биде 14% за стамбен кредит, 15%. Не сака да пушти Societe Generale да влезе. Ќе направиме сега кратка пауза. Мислам дека не ги одговори сите работи, ама нема проблем. Ќе продолжиме со разговорот веднаш по, нели, не сме на државна плата, не сме на предплата. Сепак сме на, сепак сум на овие добри луѓе кои овозможуваат ова да биде реализирано. Цвети, сакаш да доста работи ги оправдуваш за делувањето на Америка во светот, спротивно на гледањата и искажувањата на Мирка Велиновска која вели Тоа е. Он ли е? Ајде да видиме. Која вели дека токму он генератор. Ова е Трифун. Виктор Трифунов. Добре дошол. Значи, ќе разговараш, еве ти го Цветин, во кадар. Long time no see. Да, таму е камерманот мој на тројка. Мафни и ти, жити се. Ете. Се. Ајде, непланирано се вклучуваш во програма. Те канев на емисија. За жал, одби. Ќе се видиме. Се надевам. Од кој подрум севаш вака црно? Вака прилично темно, треба некоја сијалица да уклучиш. Имав сијалица, меѓутоа ми свети од позади и не би ме гледале уопште во лик. Дали сме во емисија? Да, во емисија си во живо, повели говори. Сакам да се надоврзам околу New Deal кој што го отворивте како тема, за кој што мислам дека не само што многу малку се збори, не само што и она малку што го има во нашите учебници е некако нереално. Значи, New Deal е фактички творец на целокупниот воено-индустријски комплекс на САД. Значи, целокупната она воена машинерија со која што САД манифестира самоволие на меѓународен план, сите оние акции кои што ги прави, сите оние монополски позиции кои што ги имаат одредени фирми се фактички створени во ерата на New Deal. Така да критикувате САД поради нејзината агресивна политика, а истовремено да го фаворизирате New Deal, едноставно не оди едно со друго. Но една земја која толку силно се развива индустријски, логично е дека би утре била мета на некои земји кои би ја сметале конкурентска, а тоа се покажа во неколку години подоцна Јапонија кога ги нападна Соединетите Американски држави. Такви земји кои ќе развиеш толку многу, која ќе вложиш, очигледно дека ти е потребна и јака полиција и јака војска да го брани сето тоа. Па не би рекол, значи САД долго време се брани. Ама историјата на цивилизацијата те порекнува. Во што ме порекнува? Во тоа дека секогаш кога некоја земја финансиски ојакнувала, таа станувала мета. Византија од што пропадна? Добро, сега збориме сега за некоја теорија на империите, се согласувам дека во известна мера САД е империја, меѓутоа тоа е сосема друг муабет. Добро. Што ти е поентата? Да, чуеме тогаш. Да, поентата ми е дека New Deal како таков, како е фактички идеолошката и финансиската основа на американската агресивна политика денес. Либертаријанците кои драго ми е што ги спомнија скоро во секоја емисија и нивната фракција, така наречената Ти партија во рамките на републиканската партија се единствената организација која што држи гард на ваквата политика. Сега. Значи сметаш дека целата агресивна политика, негативна онаа што Америка денеска има, токму на застранувањето токму од тие постулати кои ги имала. Така?
Токму така, да, токму така. Добро, остани на линија. На линија го имаме и Ивица Боцевски. Ивица, дали се слушаме? Да, се слушаме. Пред 2 дена беше тука. Цветин се согласи да ти даде можност, демократски, широкоградо и другарски, да реплицираш. Ајде прво ќе реплицирам во однос на New Deal-от и во однос на она што го зборуваше пред малку. Значи, ниту една мерка поврзана со сигурноста на производите, поврзана да речеме со безбедноста на лековите, безбедноста на храната, безбедноста на производите, не е донесена за слободната акција на капиталистите, туку сето таа е донесена со државна регулатива. Понатаму, сите оние работнички права, секое зголемување на платите не е заради добрата волја на капиталистите кои што сакале да направат средна класа, туку повторно е производ на регулативата. А да се каже дека Обама е социјалист, тоа е некаде исто како да се каже дека Сталин бил демократ. Обама е исто толку приврзаник на пазарниот капитализам, со нешто повеќе државна интервенција во неговите републикански колеги, колку што е и секој друг американски политичар. Така што целата оваа обсесија е заради едно малце поекстензивно читање на некои книгички и книжевличиња кои што ги пишуваат либертаријанците и оние кои што криптократите и плутократите во САД ги поддржуваат. Инаку, вистина е дека без силен државен интервенционизам модерното општество не е можно и дека осовременувањето на човековото општество и добриот животен стандард секогаш доаѓа кога има сериозен државен интервенционизам кој што треба да ги испегла социјалните разлики. Добро, благодарам Боцевски, ти овај го кажуваше пред 2 дена. Едно практично прашање ако може да поставам. Еве има во Скопје еден град Кавадарци што се вика, во него работи Фени, во него работи Тиквеш, во него работи ИГМ, тоа се големите вработувачи. Има лозарство и во моментот доаѓа една фабрика која што се вика Дрекслер Мајер, која што вработува уште колку е? 4000, 5000 луѓе плюс. Што е позначајно за кривањето на просечната плата во Кавадарци? Тоа што владата на Република Македонија донесе закон за зголемување на минималната плата или тоа што во Кавадарци се отвори уште една фабрика која што шмукува расположива работна рака? Зошто негираш очигледен факт дека кога ќе се отворат повеќе инвестиции во еден град, цената на трудот раста? Дека не затоа што се тие бизнисмени добри, ангели, не знам какви. Едноставно не можат да најдат доволно луѓе. Затоа нудат повеќе пари. Пазарот се функционира. Владата, никој не... Значи, не постои законска мерка која што ги тера да ги зголемат платите во Кавадарци денеска. А факт е дека тие плати растат. Боцевски? Значи, вистинскиот одговор е и двете мерки. Значи, како што отварањето на нови места влие на зголемувањето на платежната моќ, исто така влие и зголемувањето на минималната. Значи, не може едното да го исклучува другото. А постојат бројни примери од историјата, од економската наука, каде што се гледа дека доколку се остават капиталистите сами на себе, тие веројатно би се вратили во робовладелско општество, затоа што нормално нивниот интерес е да плаќаат колку што е можно помали плати. Така што без јасна, стабилна државна интервенција не е можно такво нешто. Има неколку падови во општеството, падови на берзите, кога меѓу другото паѓаат платите на вработените. Така што колку што е значајна привлекувањето на нови инвестиции, исто толку се значени социјалните права, односно кревањето на минималната плата. Впрочем, ако е минималната плата во Република Македонија 4000 денари, верувајте дека во трудово интензивни дејности како Дрексел Мајер сите ќе се залепат на 4000 денари. Така што не може да се каже едното или другото. И едното и другото е значено. И суштината е да се најде баланс, а не да се оди во нов екстремизам. Значи, во моментов звучите како што звучи оние ортодоксните марксисти од комунизмот. Браните еден режим кој што пропадна во 2008 година со падот на Lehman Brothers. Заврши тој свет. Благодарам, Боцевски, остани на линија. Виктор Трифуновски, повели. Не го слушнав со другиот соговорник, меѓутоа успеав да чујам дека
генерално се говори за минималната плата и одредени компарации со Македонија. Значи, тие закони за минимална плата и покрај тоа што се со најдобра намера, нели, знаат да направат многу белја во реалната економија. Генерално гледано, развиените земји кои што имаат закони за минимална плата имаат поголема невработеност отколку земјите кои што ги немаат тие закони. Еве, например, јас знам дека е најубаво во Македонија сите да земаат 3000 евра плата, меѓутоа еве една теоретска претпоставка, да речеме, да дојдат уште не знам колку фирми како Дрекслер Мајер и да сакаат да ги вработат сите луѓе кои што се невработени во Македонија, иако ни теоретски никој не успел да доведе невработеноста на нула, меѓутоа доколку сакаат 250 или 300.000 луѓе колку што е официјално за бројка на невработени, доколку ќе сакаат да ги вработат за 7.000 денари. Што ќе кажеме ние? Тоа е забрането, не смеете да ги вработите, ќе им го подобрите животниот стандард. Повторно ќе кажам, можеби тоа не е идеално решение, меѓутоа слободниот пазар во секој случај, поготово овде кога се работи за слободен пазар на работна сила, е најдобриот социјален регулатор со сите мани, нели? Јави сега до сите вас. Ти благодарам, Виктор. Јави до сите вас сега едно прашање. Не постои земја во светов каде државата нема ваков, таков или онаков интервенционизам во поголемо или помал обим. Цветин? Не, види... Значи, едноставно нема. Значи, и најкапиталистичките земји имаат регулатива за јавно здравство, за плати, за социјална заштита, една Шведска, една Норвешка, и тоа функционира добро. И поради тоа ќе банкротираат. Шведска ќе банкротира, Данска ќе банкротира. Па веќе не зборуваме за хипотетски случаи. Значи, ти уште пред 2004, 2005, 2006 година цитираше книги како Марк Стајн, например, кој што предвидуваше пад на Европа, кој што се случи во 2010-та. Ивица, ако сака да зборува за Lehman Brothers, каде што падна пазарот на недвижности во Америка, во кој што во голема Америка беше вештачки надуен од страна на државата со државен интервенционизам, дали можеме тогаш да зборуваме за падот на Грција? Од што банкротира Грција? Грција денеска не може да ги исплати своите пензии и платите на администрацијата и трошоците за здравствено. Грција е првата, а како неа има уште десетина држави кои што се редат, кои што се веќе во ситуација во која што се спасуваат од моментален колапс, така што Европската централна банка печати пари, им купува нивни обврзници кои што буквално 5 пари не вредат. Така да, значи, ако веќе збориме за колапсот на Lehman Brothers, ајде да зборуваме и за колапсот на социјалниот модел во Европа. И само уште еден детал би сакал да покажам, доколку камерата може да го фати. Вака изгледа пресметка за бруто нето плата. Значи, сите тие програми кои што Ивица Боцевски ги брани, за кои што вели дека се извор на... Да покажам точно што е. Кој што ќе прочитам, ќе служи како подсетник. На кој што вели дека намалиле сиромаштијата и така натаму. На бруто плата од 30.973 денари, на социјални давачки, за пензиско и за здравствено, одат преку 9.000 денари. Се добива нето плата од 21.000. Значи, од 30.000 државата зема 20.000. После ова држава... 9.000. Значи, да. Ти дава 20.000. Ти остава 20.000. Една третина ти зема од... Потоа се ти поскапува за 18%, за да ти ги земе парите од, за дедава. Значи, ти зема околу 40% од платата на име на давачки, ти зема 18% така што линарно ти ги поскапува сите производи ти зема повеќе од половина од платата. Ова е директен резултат на социјалните мерки, на социјалната држава, која што ја заговараше Ивица Боцевски толку долго време и која што колабира. Неизин директен резултат е осиромашување на сите луѓе кои што работат. Утре, ако некоја пензионерка отиде неодамно имав шанса да видам чекајќи во ред во банка, ја чекам пензијата да ја земам затоа што моето дете нема работа, па да му дадам пари. Незиното дете нема работа, затоа што за ти да вработиш човек во Македонија, фирмата во старт мора да знае дека треба да му избори 40% повеќе пари за социјални давачки.
бруто платата што може, платата што може да му ја даде на нејзиното дете, на нејзиниот внук или син, за да го вработи. У старт 40% мора да биде повисока, затоа што државата сака да земе 20% пензиско. Или тој треба да се согласи на 40% по-ниска плата. Да, ќе работи или за минимална плата, или едноставно, што е многу поверојатно, фирмата едноставно нема да има пари да го вработи. Ама тука сме и ние виновни. Значи, ние сакаме државна работа. Најголем работодавач во оваа земја е државата. Не е пивара, не е железарница, не е Фени, не е Дрекселмајер, не е приватниот сектор, туку државата. И за сметка на тоа, за сите производи во земјата ги поскапуваме за 18%, за да ги издржуваме, го намалуваме стандардот на сите граѓани за 18%. Кој е идеалот? Секунда. Кој е идеалот? Каде е таа земја без даноци, кажи ми? Значи, нема земја без даноци. Апсолутно не. Идеалот е да се сведе улогата на државата на тоа што било исконска улога на државата и илјадници години наназад. Кој пример? До кажи ми пример. 20 Само век. ти немој, Виктор, да ми кажеш Кајмански острови, жители. Не. Денеска нема. Денеска Америка тоа да научува преку глава. Во Сомалија нема даноци, нема здравство, нема држава, нема ништо. Нема ништо, па гледам таму се утепа од инвестиции. Нема ништо. Но до пред 50 години сме имале ситуација во која што од инвестиции, сите идат во Сомалија, дури емигрираат луѓето таму да се пензионираат. Ивица, до пред 50 години сме имале држави, многу држави кои што немале државен пензиски систем, кои што немале државен здравствен систем, кои што немале министерство за образование. Чекај, за Америка ќе ти кажам. Пред воведување на пензиите во Америка просечен животен век е 58 години. Добре. 58 години, замисли. Да немало врска можеби со напредокот на медицината од тогаш до сега тоа. Чекај, Боцевски, секунда. Сепак, оне гостин има приоритет во ова. Ке те пуштам и тебе. Значи ти, кажи... Животниот век расте со напредокот на медицината. Која што фала на прашање ја движат приватните фармацевски компании и приватните здравствени осигурителни компании. Не знаеш што зборуваш сега. Сега не знаеш што зборуваш. Приватните фармацевски компании развиваат лек за ќелавост. Лек што им треба на луѓе. Развиваат со државни пари универзитетите во Америка. Приватните фармацевски компании развиваат глупости. Лек за ќелавост, не знам за криви ногти и така натаму. Тоа веќе задира. Тука те разбирам зошто се истраствен, малце Боцевски. Издржиш малце. Издржиш малце, ќе се најде лекот. Опуштен на овој муабет, се едно како и да го овакво. Виктор, имаш ти да се вклучиш? Малку збор, ако ми дозволиш, во однос на македонскиот пензиски систем. Првото е пензиски систем кој што постои денес, државен пензиски систем, така наречен PSU-GO, систем на генерацијска солидарност, со кој што ние сегашните работници ги плаќаме пензиите на сегашните пензионери, измислен во време на Ото фон Бисмарк, кога соодносот работници пензионери бил 7:1. И самиот Бисмарк кажал кога соодносот ќе падне на 3:1, ќе треба да се бара нова алтернатива, бидејќи овој е долгорочно неодржлив. Денес соодносот во Европа е негде ка 2,2:1, дека во Македонија последната статистика од 2012 вика дека е 1,7:1. Пред 12 години Македонија од буџетот дополнуваше во ПИОН 10%, значи оние така наречени придонеси кои што ние ги плаќаме задоволуваат 90% од потребите за пензиско осигурување. Денес таа бројка која што се надополнува од буџетот е негде ка над 40%. Да. Пензискиот систем сите признаваат дека во Македонија се клади на стаклени нозе и на позајмици со држава. Тоа е предраспад, точно. Видите социјалната држава, готова. Да. Повеќе моменти се, меѓутоа претежно е тоа сплет на социјални мерки кои што со најдобра намера прават вакви проблеми за кои што зборуваме. Социјалната држава е наумирачка и не мора воопшто апстрактно разбориме. Да запалиме кола, да идеме до Грција и можеме уживо да гледаме како умира. Добро, не мора, лош пример е тоа, меѓутоа јас би го навел примерот на пензиските реформи кои што ги направи Хозе Пинјера, не само во Чиле, туку тој модел го имате во повеќе земји каде што приватизацијата на пензискиот фонд подразбираше не само
пренасочување на средствата во приватниот сектор, туку и самите пензиски фондови има право да своите пари да ги инвестираат во она што се природен монопол. Така да денес во развиените земји имаш пензиски фондови кои што градат автопатишта, снабдуваат газ, не ми мапли со руско знаме, молите. Не, Виктор, тоа е супер, ама да дојдеш ти до фазата кога кидеш ти во Чиле да бараш решение за проблемот, како секој наркоман или алкохоличар, ти мора прво да си признаеш дека имаш проблем. Ивица не признава дека има проблем. Ивица не го гледа тоа како проблем. Добро, види сега да не ги гледаме работиве догматски, значи социјална заштита постои дури во најкапиталистичките земји, приватен сектор постои дури во најсоцијалистичките земји. Систем во чиста форма не е постои. Ако се фаќаме сега со примери онаа земја, можеме да затвориме дебатата и кога стално да речеме тие примери се најдобри и крај. Значи тука водиме еден вид на идеолошка дебата каде што ги гледаме најдобрите можни решенија низ конкретни примери. Пензискиот систем е многу сериозна работа која што под итно мора да се реформира во Македонија, а мене ми е многу што тоа воопшто не се ни става на маса. Океј, Боцевски негираше дека има само една форма на плячка на парите од пензионерите кои што се пренасочуваат кај финансиските корпорации и ништо повеќе. Без стабилен пензиски систем не е возможен модерен живот, а без стабилен државен пензиски систем исто така не е можна стабилна старост за било кој старец или повозрасен човек ширум планетата. Откога се воспоставени првите пензиски системи, финансиските олигарси гледаат во нив како на една златна кокошка која што им бега од рацете. Значи јас не сакам да се враќам и да бидам терет на моето дете или на моите внуци во иднина. Сакам она што сум го заработувал да можам да го користам за време на мојата старост. И токму тие причини сметам дека секоја глупост со приватизација на пензискиот систем води кон комплетен колапс на модерното живење како што го знаеме и на невидени социјални проблеми. Грција што употребува упорно Цветин како пример. Не е доказ за колапс на социјалната држава. Грција е само доказ дека не треба да штедите во туѓа валута. Грција во моментот кога има еврото е валута прилагодена за Германија. Грција треба да си има драхмата, да си имаше Грција драхмата, многу побрзо ќе излезеш од целата оваа криза. Така што да не мешаме баби и жаби. Социјалната држава никаде не е банкротирана. Боцевски, невидена глупост. Социјалната држава единствено треба да се калибрира врз основа на новите околности. Она што банкротира од 2008 година навака е моделот на дерегулација и моделот на слободен капитализам кој што градеа Тачер и Реган. Тоа банкротираше и тоа веќе го нема. Цветин Челиманов се фаќа за глава додека ти говориш на пар места. Цветин? И пак нормално бе радикали кои што се идеологизирани се фаќа за глава кога се судираат со факти. Повели? Цветин? Реган и Тачер веќе ги нема. Добро. Океј, Цветин провели. Колку долго мислиш, Ивица, дека може еве Грција на страна да трнева. Во САД, во моментов, Америка која што е позната по тоа дека троши купишта пари на оружје. Трансферите за релативно малите здравствени програми и пензиски програми кои што ги имаат, Medicare, Social Security, Medicaid, веќе се поголеми од армискиот буџет и тоа охохо. Значи околу половина и повеќе од половина од буџетот идат на социјални трансфери, околу третина иде за одбрана, рестото е сега делот како што ќе текне. Значи денеска Америка троши половина од буџетот за одбрана. Америка има дефицит од трилион годишно. 17-18 трилиони е долгот. Кој ќе го врати тоа, Ивица? Како можеш да кажеш дека не е банкротирана? Значи релативно малата американска социјална држава. Ама сега кажеш парцијални продати. Колку и должат на Америка е да кажи? Кој должат? Колку изнесуваат побарувањата на Америка во моментот? Ама ова е нето долг на централната влада. 17 трилиона бил долгот на Америка. Кажи колку се побарувањата на Америка? На централната влада ништо не е должат. Централната влада нема да позајмува пари. Америка во моментот побарува 16 трилиони долари. Што значи дека побарувањата... Од кого побарува? Чекај, од кого побарува? Долгот... Тоа е прво. Чекај, Боцевски. Не, осака да каже дека Америка има 16 трилиони девизни резерви, што е лудост. Тоа е проблем што тие треба да го решат и демократски процес. Не може ти да развиеш војска и глобална присуство, а од друга страна да правиш една ваква катастрофална ситуација, да ги тераш твоите студенти таму да плаќаат невидени пари за образование,
да ги изнесуваш да плаќаат ненормални премии за здравство кои што носат неефикасно здравство. Знаеш колку плаќаат премии за здравство? Значи сега влегуваме во разговорот за Обама Кер, една од главните причини поради кои демократите ги изгубија изборите во вчера и го препуштија со својата политика, Обама со својата ајде да речем меланхолија во владење последниве години и едноставно со сите овие мерки го изгубија Конгресот и Сенатот. Обама Кер, имаш ти свој став и мислење за Обама Кер? Ненормалните премии што ги спомни Ивица Боцевски и непристапното. Значи Боцевски вака рече у вторникот овде кога беше. Кога ќе се родиш во Америка, имаш до некои години, до полнолетство, да речеме, до 18. До 18 имаш заштита и имаш заштита која ќе се пензионираш. Во меѓувреме, во она се си несигурен, Фала Богу што е така. И фала Богу што е така, бидејќи од 14 години американското дете знае дека од 18 години ќе биде фрлено на улица, барем по поглед на здравствено. Од 14 години он веќе почнува да работи, јали у Starbucks, јали да седи на базен за $5 да чува. Од 16 години веќе размислува нешто подобро да работи, да стажира некаде на нешто подобро платено. Од 18 години он не мисли да студира јужнословенска литература или некоја глупост. Он мисли да студира нешто практично, да научи некој занет, да научи нешто што ќе стане човек. Праксата покажува дека он веќе од 20 години е човек. Он веќе има 5-6 години работно искуство. Си има своја кола купена. Си плаќа кирија, си живее со некој цимер или со девојката. На пат е брак да направи. Нашиве магариња кои што... Нашиве магариња, Ивица. Ивица, нашите магариња кои што имаат безпари здравствено цел живот, до 30 и кусор години пред хладилница седат работа, не им текнува да побараат. Боцевски, не си во програма во моментов, нека се доискаже Цвети, па ќе те пуштам. Спореди го ја суровоста на овој модел со македонската благонаклоност кон македонските средношколци, кои што ние ги толерираме до 30 и кусор години пред хладилница да седат, работа не им текнува да побараат. Значи, таа клоцев газ е најдобрата работа што може да се деси у живот. Како млад човек, да почнеш кариера и да почнеш да се бориш. А не да останеш до 30 години дали Интер, дали Јувентус ке тепа. Океј, Боцевски, момент да го насочам микрофонот кон тебе. Повели, говори. Значи, според најновата статистика која што беше презентирана, како резултат на кризата, како резултат на растечките трошоци, меѓу другото за образованието, и на растечките проблеми да се пронајде работа. Над третина од американците под 30 години, нешто невидено досега, невидено последните 5-60 години, остануваат да живеат во куќата на родителите. Пред тоа нормално било така да живееле на села, затоа што немало социјална држава која што можела да им помогне. Значи, американците се собираат еден таков проблем кој што го немало во времето на социјализмот, како што вели Цветин, во времето на New Deal-от. Па нешто што е нормално фолклор кај нас, да седиш... Зошто е тоа така? Не, ама зошто е тоа така? Заради тоа што во моментов е разградена социјалната држава. Социјалната држава има возможуваше на американците, меѓу другото, после 18 години си го планираат животот. Го нема тоа сега. Ама ти немаш потреба да си го планираш животот ако Свети, ако ти испланира. Родителите нема квота газ да му удрат на детето, туку нормално ќе се обидат да му помогнат додека не е пристана работа. И јас не верувам во тие, како да речем, идеологии, дека некој е затоа што е расипан, не сака да се осамостои. Секој сака да се осамостои, природно е тоа. Меѓутоа, понекогаш едноставно условите на живењето, начинот на кој што е структурирано самото општество не го возможува тоа. И само нешто да ве прашам, кој е поразмазен? Дали е поразмазен некој што почнал и се труди во животот нешто да направи, а не може затоа што едноставно е осуден на пропаст, или пак некој што наследил 2-3 милиона од родителите и што цел живот, како што велиме, сега морам безобразно зборам, зашто ме возбудуваат вакви муабети, цел живот ќе си го прчи заради тоа што не треба со прст да мрдне, тие 2-3 милиони долари и тие акциите што му ги остал татко му, ќе му донесат пари. Кој е тука размазен? Први историја. Значи Америка има куп размазени вакви деришта. Зашто тоа е она што го викаат они entitlement, а не entitlement некој што се бори за леп
на крајот на грижата и што од време на време мора да земе пут. Мислам, безобразлук е да се каже дека невработениот е оној кој што е сиромашен. Не, нема проблем. Не, тоа е во ред, тоа е во ред. Ти благодарам, Боцевски. Американскиот модел на социјална помош е многу фер. Ти ако останеш без работа, си уплатил претходно, ти добиваш месечна отпремнина од, да речеме, пример од, мислам дека има во соседството од околу $700-800 месечно. Не можеш да преживееш со тоа сјајно, клај, но да речеме, ако нели си во брак, што е една од најважните работи во Америка, 2 плати или 1,5 барем, сопругата или сопруга да работи со клизно работно време, ако едниот остане без работа, добива $700-800-900 додека да се снајде. Ама тоа го прави социјалната држава. Временски е ограничено. Значи, он не ги добива тие у недоглед, како што во Македонија здравствено ти го даваат у недоглед, временски неограничено. И социјалната помош е неограничена. Ако си здрав и прав, ги добиваш година дена, ги добиваш 2 години, максимум. Познав човек кој што броеше месеци колку има до работа, додека да му ги скратат овие пари. И он бара, како што му доаѓаше крајниот рок, поинтензивно бараше. И поинтензивно бараше, си се снајде на 2 месеца пред крајниот рок. Си најде работа. Да, ама 2 години си живееше година. Во зависи од држава до држава, во Вирџинија мислам дека е година дена, ако не е помалку. Во Македонија ти добиваш здравствено бесплатно, платено од другите граѓани до животно. Кој те тебе мотивот да се вработиш? Може и на Виктор да му дадеме можност? Виктор? Морам да кажам дека не ги слушав наизменично и двете страни. Би сакал малку збор два. Овој разговор се претвори во разговор околу Америка, иако мислам дека малку поише ќе се збори околу американските избори, меѓутоа, бидејќи се наметнува како една тема социјалната држава, би сакал како еден заклучок да биде од моја страна и тука би го затворил, кажам, моето учество во емисијата, без разлика дали ја поддржувате или не. Социјалната држава на Запад се воведува од прилика кога земјата ќе достигне околу 15 до 20 илјади долари по жител годишно. Например, Шведска е модерна персонификација за социјализмот и дури за нејзе фактите се толку многу спинувани, малтене дека била социјалистичка држава, што е нонсенс. Меѓутоа Шведска почнува да го гради својот систем на државна благосостојба кога достигнува државата до 16.000 долари бруто домашен производ по жител. Почнува да го прави. Како стигнала до 16.000 долари? Каква економија имала кога имала 5.000 долари или помалку од 5.000 долари како ние денес? Верувајте, неспоредливо по-либерална економија. Така да, без разлика дали ја поддржувате или не, социјалната политика паразитира врз придобивките на приватниот сектор, врз придобивките на слободниот пазар, врз придобивките на оние луѓе кои што знаат да прават профит. Точка. Благодарам за јавувањето. Цветин, да го пуштам Боцевски, од тебе зависи, добро. Боцевски, вечерва си на милост на твојот идеолошки непријател, а драг пријател. Кафе пријател. Цветин, сепак оне гостина, така. Повели? Да. Значи, прво сакам да кажам дека Виктор малку се скарал со историјата. Социјалната држава е воведена во Шведска пред Втората светска војна, кога бруто домашниот производ по глава на жител бил далеку помал од 5.000 долари. И во Америка е воведена некаде во 1933 година со победата на Рузвелт, кога исто така бруто домашниот производ по глава на жител е далеку помал од 15.000 долари, туку околу 5.000 долари. Така што не е ексклузива социјалната држава на богатите држави, туку напротив тоа е ексклузива на ефикасните држави. Значи тоа е таа разлика која што имаме. Она што само јас сакам да го кажам како моја позиција околу ова се непомирливи идеолошки позиции. Меѓутоа, јас сметам дека современото општество, современата цивилизација е единствено она која што се грижи да овозможи еднакви шанси за секој од нас да успее. Еднакви шанси се невозможни, според мене, без бесплатно образование, без бесплатно здравство и без богата социјална држава која што ќе му овозможи на секој од нас и кога ќе има неуспех во животот да стане и да тргне напред. Се разбира, социјалната држава трпи злоупотреби, меѓутоа тука е државата да ги исправи овие злоупотреби, нормално со законодавна акција. Без модерна социјална држава и пазарот е неупотреблив.
Сакаш да му реплицираш нешто? Види. Ивица, сака нешто Цветин да ти каже? Види, мене срце ме боли за секој млад човек што сака да успее во животот и не може да најде работа. Причината што не може да најде работа е ова тука што ви го покажувам. Разликата меѓу бруто и нето платата. Делот од колачот, делот од платата кој што државата го кастри, кој што всушност се намалува количеството пари кој што една компанија може да го инвестира во вработување на луѓе или во висината на нивните плати. Тоа е причината што луѓе не може да најдат работа. Боцевски, држи чека малце, дозволите ми и мене. Факт е дека секоја компанија има тенденција да плати што е можно помалку, што е можно поквалификуван. Така, бидејќи, нели, зошто толку индици имаат врвно образование, а секогаш ќе работат за пинат, или Кина, например, која има хиперпродукција на стварно врвни инженери кои работат за смешни пари, затоа што едноставно нема регулација. Но во секој случај, давачките, ја барем сум, можам да кажам, ја никогаш не сум бил на државна плата, и сега не сум вработен. Само од една причина, дури не се ни само вработувам. Давачките кон државата се преголеми. Ја не ќам да користам државно здравство. Ја не сакам да користам пензиски систем државен. Ја сакам да користам приватно. Зошто? Затоа што за истите тие пари на месечна база ја можам да си обезбедам иднина во старост и многу подобра здравствена заштита во овој момент. Ма знаеш што се случи? Не можам со месеци да престанам да се смеам. Испадна дека Сорос фондацијата не плаќала пензиско и здравствено, плаќала само придонесе. Си ги вработувала луѓето на хонорари, си плаќа 10% данок, нели, каже го, персонален данок, не плаќале пензиско и здравствено. Најсоцијалната, најголемите социјалисти во Македонија кои што зимаат дебели мрсни хонорари, па кога да не ги знаеме, па они се најголемите апологети на не плаќале придонеси, човече. Боцевски? Јанко, тоа е твој избор. Меѓутоа ти го имаш тој избор, со кој си се изборил со својата кариера. Секој ја нема таа среќа. Така. Не можеме ние да го носиме. Не. Моето не е резултат на среќа. Моето е резултат на многу саможртвување. Што мислиш? Имало и среќа, ама што мислиш каква е мојата брачна и состојба кога сите сега дома вадат павлака, легнати, а ја 15 години навечер ова време, нели? Неспособен да работам преку ден затоа што навечер до ниедно време адреналинот и стресот, инфарктот не го добив затоа што пијанчев по кафани и така натаму. Мислам, затоа имам симпатија испрема луѓе кои сами се изборуваат, а не државата која ги издига во некаков кадар, например. Државата го дигнала, го направила, го обучила, го направила и тој нормално ќе ја брани државата. Јас сам кој сум се изборил, мене ми е природно да ги бранам сите. Кој те образуваше, Јанко? Тебе кој те образуваше? Не, апсолутно. Која беше алтернативата? Која беше алтернативата? Ја немав алтернатива. Не, кој те образуваше сега? Така е. А кој беше изборот? Кој беше изборот? Абе, немаш избор, меѓутоа кажи. Па немаш избор, па тоа е поентата. Немаш избор. Моите деца, значи, не, Боцевски, моето дете кое заврши 3 месеца у болница заради мобинг од опозицијски професор по математика кој му вршеше тежок мобинг, го отпишав и детето среќно си заврши во приватно средно. Само јас знам како сум ги снабдил тие пари и како сум ги враќал на банка тие кредити да може он средно да заврши, затоа што не можеше заради корумпираност на систем, заради сполитизираност, заради осветољубивост и така натаму. Кажи ми еден човек кој има проблем у приватно училиште и кажи ми еден човек кој нема проблем у државните училишта. Амин. Кажи ми еден човек, моето дете не можев да го видам кога првородено во државна клиника,
кога ми се роди затоа што не можев да му платам на тој на врата да ме пушти. Додека албанциве браќа со 100 марки влегуваат како, значи корумпиран систем. Али затоа кога во Систина се породи, во момент ме викаат во операциона сала. И сега јас се прашувам и ќе ми речеш ја нешто прескапо сум го платил. Не, истите пари ќе ме кошта што ги дав за мито, што требаше да ги дадам за мито за првото дете, за ќерката која ми се роди, ги дадов чисто поштено во приватно поредба. Државна болница. Дали го разбираш мојот антагонизам од моето лично искуство? Добро, ма што ќе правиме со оние што не може да приуштат приватно здравство и приватно образование? А што мислиш колку они плаќаат? А ова образование бесплатно е? Факултетот бесплатен е? Не без пари да учителите на... Јанко, значи сега морам да бидам искрен околу сега и да кажам и мојата лична приказна. Значи мојот дедо имал 6 оделение основно училиште и работел во Шнајдер. Дедото почта. Се работел како обичен градежен работник во бетон. И успева вечерно да заврши основно образование, да заврши средно образование и да заврши градежен факултет. Благодарение на овој негов успех, овозможен меѓу другото и од јавното образование, моето семејство го менува својот социјален статус. Фактот што јас сега магистериум и од американско училиште, што еден ден ќе докторирам, ледне и сосема небитен и ништожен во однос на неговиот успех. Меѓутоа, во неговиот успех, огромен дел имала и неговата волја да учи, но и пристапот до јавно образование какво такво. Тогаш било многу полошо и многу послабо од ова што го имаме денеска. Така што тоа сакам да ти го кажам. Не се гледа ти себе си, не ја гледа ти себе високата средна класа во Македонија, која што може да се... ја и висока средна класа. И приватно здравство. Гледа го ти оној што не може тоа да си го приушти. Ивица, дали е радикално барање за ваучери? Ако нема јавното здравство, тогаш тие луѓе ги осудиме на вечна сиромаштија. Вака барем им даваме шанса да се изборат за подобар живот. Добро, ти благодарам за јавувањето. Биди ми поздравен и лека ти ноќ, затоа што, нели, ќе ти дадам сега збор пред вториот блок реклами. Значи, леснотијата со која што Ивица ги употребува зборовите бесплатно здравство и бесплатно образование... Ја не знам што е тоа бесплатно здравство. Ја не сум видел бесплатно здравство. Ја не знам, еве, да ги отворам телефоните. Најсиромашниот за кој, нели, ние сме општество кое се трудиме да биде солидарно, така? За да им помагаме на оние што не можат. Прво, едно прашање до сите нив. Дали сте задоволни од помошта? Дали помошта која ја добивате ви е доволна? Финансиска, како социјална помош, прво. Второ, здравствено. Дали вие сте успевате да добиете бесплатна здравствена услуга? Ја 15 години, значи, Боцевски ме убедува дека 15 години, ја ова што го слушам од мојов народ овде, што се јавуваат, зборам, 100.000 јавувања, 100.000 луѓе. Тоа е примерот кој сериозно може да ги наруши сите можни научни докази и статистики, кои викаат без мито, без големи пари, парите за лекови, бесплатни лекови. Ја затоа го почитувам ова што оваа влада се труди да намали лекови, да подобри ефикасност, да подобри сето тоа. Ја затоа ја респектирам оваа влада. Пак не е пазарна мерка. И пак не е пазарна мерка. Но во секој случај, нема никој од нив нема никаква шанса, човече. Нивото на крадење во здравството е фрапантно. Сега си ти да отидеме на Дижонски, да собереме 10 сомнителни типови кои што се мотаат и очигледно продаваат некои прашкасти материи и да ги собереме последните 10 министри за здравство и директори на фонд за здравство на Македонија и да ги ставиме еден до друг и да провериме кој има повеќе кривични пријави и поголемо криминално досие. Ја ти гарантирам дека во јавното здравство таа процентот ќе биде многу повисок од колку ќе делираме. Согласувам со тебе, има една работа. Во една општина каде што се отвори текстилна индустрија, странец ја отвори, имаше проблем со работна сила. Една скопска голема исто така текстилна индустрија се оцели од Скопје затоа што немаше доволно работна сила. Што беше работата? Ниски биле платите, немаше интерес од работната класа. Океј, мене тоа ме радува. Но, знаеш, тогаш си викаш, океј, не ќе да работи, значи има можности негде повеќе да заработи.
Но што се случува? Разговор ги сретнувам, значи, во тоа градче ги сретнувам пред бакалница. Пред овако кооперација. Пијат пиво. Вика и разговараме со луѓето и така натаму, збориме фабриката, ја гледаме. Да, вика, ја бев таму, мала ми е платата, ја напуштив, работиш сега, не. И шо правиш? Примам социјална помош. А здравството? Чекај, викам, задоволен ли си од социјална? Не, вика. Али боле ми е, вика, 3000 денари у джеп, а да не работам ништо, одошто 7000, а да се мачам. Тоа апсолутно разумна мерка би било да се ограничи период во кој што здрав човек, работоспособен, може да прима бесплатно здравство. Истото го барам за субвенции за земјоделците. Значи, нема. Пази, земјоделието наше имаше... Јас се растропав. Земјоделието наше имаше доживеано атомска бомба. Катаклизма. И ова што се прави е да се застане на нозе, да биде конкурентно. Но мора да има некој рок. Дали ме разбира? У еден момент он ќе мора веќе сам, до кога мислам државата... Не сум толку против тоа, бидејќи пак барем ги плаќаат по учинок на соработено. Значи добиваат пари за... Сакаш да кажеш го мотивира. Работи човек. А има дисторзија од Европа, бидејќи Европа дава субвенции и сега не можеш ти да го одбегнеш. Ако си на ист пазар, тоа е тоа. Еден кој ќе почна, не си фер. Сите се расипуваат. За здравство, ја пример кажа, да пример. Ја мојот татко беше примариус на гинекологија. Кога требаше сопругата да се породи, отидовме во гинекологија, ме примија без малку со црвен килим. Све супер, само што ми река, значи, пази, дечко, ретка крвна група, знаеш шо, ти ке дојдеш, вика, 3 сати пред пороѓај, ние ќе имаме крв, не се секирај, во фрижидерот, ама ти ке седиш пред фрижидерот, да не дојде некој случајно да ја земе, па у тој случај ќе нема. Не само тоа. Значи, ја ти кажав за мобигот син ми кога заврши во болница. Значи, во државно здравство. Супер беа лекарите. Го оперира. Но, вака ми вика лекарот, хирургот. Јанко, за да добие он врвна услуга, молим те, еве ти список, иди кај доктор Пановски, те ваква игла, онаква игла, оваква вата, оваква сонда, онаква сонда. Си отидов, си изнакупував материјали, ги однесов таму, беа шокирани, ја им кажа после министерството, абе како смеете, па нема? Не, нема да има крв. Може да нема крв, седи патролирај. Зошто такво нешто? Фала за рака у кола, устина. Зошто такво нешто во приватно не ти се случи? После тоа за рака у кола, устина. А кога ќе ги видам парите, колку се парите дадени во приватно и во државно? На главниот лекар се случи еден од помошните, нели, тука, лекари да спомна, абе, да е ретка крвна група, што ќе преме за крвте, главниот лекар само вака го погледна и тоа беше си што слушнавме ние во Систина за проблемот со крвта. А ја ке требаше пушката да се земе да седам у државна болница пред фрижидери да чувам крв. Значи, тоа се девијации во системот. Не треба тоа така да биде. Тоа е према нас. Треба да има државен систем, треба јавно здравство да постои сегде во свет. За 30-40%. Но треба и тоа да функционира како што треба. Но јавното здравство секогаш не може да се надпреварува, не може да биде, не е лишено од корупција и од мито. Боцевски се пофали дека он средно училиште го завршил и факултетот без врски и без плаќање. Ја не се сомневам во неговиот интелектуален капацитет, затоа што момакот да го немаше ни да влезе во емисијава, нели? Но постојат некогаш моменти каде што знаат дека децата за 8 март, ја затоа и ги почитувам, нели, сега да не се даваат подароци. За 8 март не однесеш на учителката, па тоето дете ќе биде тормозено цела народна година. Ако не уплатиш за не знам какви некои посети или не знам оние, нели, која си ги организираат тоа, заради ниската плата на професорите, они некој одмор да отидат нешто на некоја екскурзија и така натаму. Пробај само да не го направиш. Сака да представи како радикал, многу разумно решение. Ние плаќаме преку данок, преку 18% ДДВ, преку персонален данок и за здравство и за образование. Нека се пресмета од прилика кој од нас колку предонесува. Секој нека се добие ваучер. Со тој ваучер, ако сакаш детето да ти учи во државно училиште и да се лечиш во државна болница, одиш,
го даваш ваучерот, како што е со плави картони, сега нема проблем. Уставниот суд на Македонија донесе одлука дека ние што уплаќаме во здравствениот систем имаме право каде сакаме да се лечиме. Значи, јас да бирам дали ќе се лечам на таа клиника, дали државна, приватна, значи тоа се нека мои ми даде пари. Државата ваучер дидам јас во Систина. Нема цела сума да ме даде. Затоа ја не сакам да плаќам за државно, затоа што јас мојот лекар се наоѓа во приватна клиника Систина. Но кога би го носел, на пример, кога би се работело за нешто сосема друго, на пример, ја би отишол тогаш на државна клиника. Пошто имам таму лекар кој го почитувам, кој ме оперирал, кој го знам и кој сакам да продолжам кај него. И тоа е на некој начин и држав и тој лекар, неговите перформанси, неговиот углед расте. Исто, еден добар професор бе привлекува деца во училиште. Тоа е нормално, ние кога ги приватизиравме индустриите кои што беа државни, еве на пример Центро беше, сите супермаркети, мини-маркети во Скопје беа Центро, така, Славија Центро. Сега имаш милиони, они се тепаат меѓу себе, се борат да дарат поише понуди. И никогаш немало повеќе понуди, и никогаш немало подобра. И пониски цени, и подобра услуги се смејате. Ако памтиш порано 3 вида леп. Сакаш наевтино, не ти го кам. Сакаш и квалитетно, еве ти го Тинекс, си завршил работа. Така. Точно. Замисли, ја памтам како беше периодот пред Тинекс маркетите да биде. Така. Сосема поинако. Тоа не е секојдневната живеечка. У Пеца Бајле пензионерите стоеа во ред да чекаат јогуртот да дојде и лебот бидејќи после 8 сат немаше. Истиот принцип ако се примени во здравството и во образованието, ќе ги даде истите резултати. Ќе имаш учител, имаш школи кои што ќе се борат да ти го прилашат детето со компјутери, со таблети, со странски јазици, со и се збори за ниската плата. Администрација. Државата е најголем вработувач. Така? Топ плата. И сите што се топ плати. Во администрација се топ плати. Ја мислам дека нема човек кој е задоволен таму од плата. Видите, никој не е задоволен. Никој не е задоволен. Но нивната плата не зависи од нив, од нивните перформанси. Точно. Они не придонесуваат во буџетот на општеството. Кој придонесува? Земјоделецот, фабриката, приватниот, оној што работи. Ние што од ништо создаваме нешто, ја еве мој, бидејќи ја не конкретно, ја конкретно и продавам интелектуално продукт. Така, на база на ентертејмент. Сето тоа што го заработувам, плаќам даноци, плаќам сето тоа и сите тие работи за државно здравство, све го помогам. Иако не користам ништо од тие услуги. Така, пак во Систина идеш, пак у приватна школа ќе идеш, пак, точно. Затоа што сум принуден. Така. Мораш Морам. Ја немам ништо против државно здравство. Не бе, дај ми ваучер, одби ми колку што сум уплатил во фондот, одби ми го, ќе си идам ја во Систина. Тоа со ваучер систем. Или едноставно мојата здравствена книжка да си важи и во приватните клиники. До толку колку што тој зафат би вредел. И да видиш како ќе се растерети притисокот врз државното здравство, а како ќе пораснат квалитетот и квантитетот на услугите. Тогаш ќе има еден еквилибриум каде што и оној што нема и има помалку ќе може да добива уште поквалитетно здравство. Ние приватизиравме до некаде и застанавме. Дојдовме до здравство, дојдовме до образование и дигнавме. Не продолжува процесот. Никогаш и пак се слага. Не, ја не се слагам како Трифун Кајмански острови, државата нула даноци. Не, државата треба да зема данок, треба да постои јавно здравство, јавно образование, треба да постои полиција, треба да постои војска, треба да постои администрација, но сето тоа со усул. Но сето тоа треба да биде со усул. И овие давачки што се за плати, за се, а сега и за хонорарци и така натаму, све навистина преголемо. Тоа е еден од најјаките моменти, да речеме, кога во твоето интервју со премиерот кажува правиме ова. Чекај, од кај ви пари? Не, дали ти би требало да го правиш тоа на централно ниво? Јас имав провидение еднаш во животот кога имаше пресконференција после седница на влада, излегува портпаролот, не знам дали Мартин беше, дали Александар, вика, еве ние денеска расправавме за франкфуртска мафија. Океј, значи апсолутно тема за која што владата треба да расправа. Имаш
банда увеле со калашникови кои што пуни пари може 300 проблеми да ти направат. Втора точка века разговаравме, имаше нешто со спорот за името се случуваше, апсолутно тема за која што треба да се разговара на највисоко ниво на централна влада. Трета точка разговаравме што да преме со Луна паркот во Скопје. Па сега извини, ја не можам да замислам менаџерска структура во која што ти разговараш за јавна безбедност, значи од највисок ранг, разговараш за највисокот надворешно политички проблем и разговараш за мочаниот Луна парк у Скопје, кој што у најдобар случај би требало да биде тема за за градот или за општината. Реклами. Време. Спремни тука во тоа. Доста пораки еве и од колегата од Маријан од Сител вика: само еднаш во животот е доволно да се види потребата од бесплатно здравство. Дај Боже никогаш да не ни затреба. Маријан, не знам што си доживеал во животот. Јас сум паталец. Јас сум доживеал сообраќајна несреќа. Мене кола ми има прегазено како дете, немам слезина. И во јавно здравство сум се лечел. Не знам како ќе поминев да се лечев во приватно здравство, да имаше тогаш можност. Да ми го спасија тогаш лекарите животот. Бидејќи лекарите и во државното и во приватното се едните исти луѓе. Не се тие некои од Марс богом дани просветлени луѓе само затоа што се од државата платени. А ја денеска не можам да се соблечам на плажа затоа што имам рез дебел и голем колку мојава рака. Затоа што, нели, државно здравство, сечи го говедото, сечи ја свињата, вади тоа, нема проблем. Ете тоа, ја почувствував, ти благодарам Марија, знам како е, но сега знам дека да сега ме прегазеше кола, да ми се случеше истото, ќе отидев во друга болница, на друга хирургија и сосема поинаку ќе беше. И ќе те гледавме на плажа, мајко моја. Значи, доживеав инфаркт, Цветин, третиот ден излегов на нозе од болница. За 3 дена. Без не изгубив свесту ни еден момент. Јас ти кажав благодарение на која компанија тоа се случило. Бидејќи е приватен здравствениот систем во Америка. Не, ама и ова поларизирање. Ќе го браниме државниот систем и ние што го почитуваме, го сме спротиставени. Едниот треба да е со другиот. Нонсенс е, Маријан, да само едното функционира. Здравствениот систем во Македонија, јавен, се подобри, откако влезе приватното здравство. Сватете дека ако е грам подобрено и е тоа нешто резултат е на конкуренцијата што му е. Кој вика дека не? Зашто ги поларизирате? Зашто сметате дека државата све треба да ни регулира? Не, една работа ако мине... На крајот на криштата, Маријан, ти си се направил не затоа што државата те оваква, затоа што овдека си се покажал во приватна телевизија, затоа што газата вика, види го што е дечко паметен, остои што е убав, тури го навести, прави го главен новинар, а не затоа што си се умилкувал некому, затоа што имаш акал во глава. Така. А на државна телевизија сосема поинаку ќе беше да пробаше кариера, драг мој пријателе. Пошто исто во ово стојавно здравство што ми го збори ми го и за јавниот МРТВ сервис. Не, приказната со стентовите што ја спомна, тоа е прекрасен пример како функционира приватната иницијатива во здравството. Мене, например, крв ми зовре кога го слушав Боцевски, кога зборуваше за профитот на фармацевските компании. Значи, прво што е тука лошо ако направиле пари. Ти раскажував приказната. Газда на синџир на ресторани за италијанска храна, макарони грил се вика, играл голф со лекар, чамче муаве додека играат, лекарот му рекал, слушај, имам идеја, ни доаѓаат луѓе болни, нели, затнати артерии околу срце, ги кршиме, им сечеме ребра, крв, пршти на сите страни, 90% не умираат. Ја идеја зашто да не им протнеме некоја цревца, па да го пробаме прошириме тоа малце никако. Рекај, добре, колку пари треба? $200-300 Важно. Од што се вика од задниот джеб изведел газда на 100-200 ресторани во Америка, сегде ги има макарони грил, изведел пари, повели, пробај. Макарони грил, стварно? Макарони грил се викат. Добро. Да знам кој ќе идам у Америка од респект да отидам тамо на една порција. Треба. Дечкова пробал, тестирал на мајмуни, тестирал на ова, тестирал на она, профункционирало. Сега
газдата на Макарони Грил од тоа заработил уште 10 милиони, и алал нека му се, и со здравје нека си ги троши. Докторот си заработил милионче, 2-3 за изумот кој што го патентирал. Имам патент на тоа, да речеме 5-10 години, после тоа патентот истекува. Кој сака може да прави стентови сега? Што прави македонското здравство со тие стентови? Има случај во моментов, кој што ни се случува, дека во Македонија има сериозна индиција, дека во државна кардиологија лажале дека вградувале стентови. Ке те легне, ке ти даде анестезија, ти вика, опа, еве го влезе стентот, и он си го задржува, и го носи у Косово и го продава у Косово. Цветин, ја... Тоа ти е јавно здравство, тоа ти е приватно здравство. Тука е крајот на емисијата, нема да го завршиме. Не знам, ќе се договориме овие денови, дали да ја продолжим, бидејќи ни поентата за изборите не ја завршивме, а немаме више ни физички време. Очигледно со Боцевски има што уште да се разговара, и мене ми е интересно аргументите кои он ги вади, но исто така и твоите. Ја ве молам во најскоро време, уште во текот на едната недела, да се договориме да го продолжиме разговорот. И Мирка и цела вечер, да. Или ако не Боцевски, еве со колегата Маријан, пошто го гледам и он со ова би било задоволство и малце долабајме од Боцевски сликата. Сега што малце да. Фармацевската компанија која ќе ни дојде променет, нема да го познаеме момчето. Почитувани гледачи, емисијава не е завршена. Ова е незин прв дел. Идната недела ќе гледате продолжение од емисијата Жолтко и Лутко. Лека ноќ и пријатно.